Поштовани гледачи, добре дојдовте во Дневникот на телеканал А1. Еве најава на дел од содржините кои ќе ги гледате во него. Исплатени се за останатите субвенции за 2015 година во износ од скоро 1 милион евра. Со првата исплата опфатени се струмичките градинари, велат од агенцијата. Граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност. Од септември во Средното училиште Никола Карев во Струмица ќе се изучува за енергетската ефикасност. Музички моменти во Гевгелија, рецитал на професор Марија Муратовска-Наумовска сопран и професор Елена Атанасовска-Ивановска на пијано. Председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов е одликуван со наградата Неговата светост патриарх Московски на цела Русија Алексеј II за 2016 година, што ќе му биде врачена од патриархот на Руската православна црква Кирил на свечена церемонија која ќе се одржи денеска во храмот Христос Спасител во Москва. Престижната меѓународна награда која му се доделува на председателот Иванов представува признание на неговите заложби во зајакнување на меѓуправославните односи, улогата на религијата во општеството и во споставување, односно јакнење на принципите на верска толеранција. Наградата ја доделува Меѓународната општествена фондација за единство на православните народи за извонредна дејност во зацврстување на единството на православните народи и утврдување и промовирање на христијанските вредности во животот и во општеството. Носители на наградата за 2016 година покрај председателот Иванов се и поглаварот на Копската црква, патриархот Тевардос II и градоначалникот на Москва Сергеј Собјанин. Председателот Иванов денеска е планирано да оствари средба со патриархот на Руската православна црква Кирил, со епископот Тихон, викар на патриархот Московски на цела Русија. Македонскиот председател ќе присуствува и на божествената литургија во храмот Христос Спасител. За утре председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов ќе оствари средба со председателот на Руската Федерација Владимир Путин. Излезот од политичката ситуација во која се наоѓа Македонија сигурно не е во просто менување на мнозинството во собранието на Република Македонија. Многу правила и принципи беа прекршени попатно, изјави министерот за надворешни работи Никола Поповски во интервју за МИА. Според Поповски, решението мора да оди кон дефинирање на правила на игра, не загрозување на тоа што мнозинството граѓани го чувствуваат како витален национален интерес и најскора проверка на правецот преку избори. Локалните избори се прв извесен тест за правецот. Ако сме сите сигурни во исправноста на собствените политики, можеби ќе има можности за парламентарен тест, вели Поповски. Шефот на македонската дипломатија во интервјуто покрај за актуелната политичка ситуација говори за односите со Грција и за случувањата во регионот. На прашањето кои се главните пораки што ги добива на средбите со странските политичари, Поповски одговори дека не добива исти пораки од сите политичари, но главно е дека има загриженост од регионална нестабилност и ризици од вовлекување на Република Македонија. Првото не зависи од нас, но за второто може да влијаеме да не се случи. На прашањето каков е меѓународниот углед на Македонија во моментов, првиот дипломат одговара: не може да биде идеален во услови на политичка криза која трае долго. Може би во регионот тоа е некој стандард, но ние треба да се погрижиме само за нашиот двор. Колку што изградивме одлична слика со бизнис климата, толку имиџот надвор патеше од криза, рече министерот за надворешни работи во интервју за новинската агенција МИА. Лидерот на СДСМ и мандатар за нова влада Зоран Заев нави дека денеска почнуваат разговорите со партиите кои треба да бидат дел од владата за распределба на ресорите. Викендот мандатарот Заев го заокружил првиот круг од разговорите со Ахмети, Села и со Касами. Разговарале за првичните позиции за ресорските решенија и принципите за формирање на владата. Заев вели дека интензивно работат на формирање на извршната власт и дека се приближени ставовите. Ние продолжуваме вечерва, веројатно ќе се видиме со Деса до вечер, како една втора средба, така да интензивно работиме, сигурно средбите ќе траат и до касно во ноќта. Конечна цел е да ги скратиме максимално можно деновите за постигнување на договор. Дали тоа значи дека утре ќе го поднесете пред собранието? Кога очекувате? Верувам дека најголемите оптимисти не може тоа да го очекуваат.
знаете дека се пресериозни работи. Многу ни е важен квалитетот на луѓето, а уште не сме ги отворили минија. Генерално, рековме до каде има подготвеност околу ресорите. Но целото тоа може да ни падне во вода ако се нема квалитетни кадри. Председателот на СДСМ Зоран Заев, кој е мандатар за составување влада на Република Македонија, ќе присуствува на утрешната неформална вечера на премиерите на 6 балкански држави, што во Брисел ја организира високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија Федерика Могерини. Како што јавува дописникот на МИА од Брисел, од кабинетот на Могерини во рамки на Европската служба за надворешни работи, поканата до Заев е испратена во својство на определен за премиер, што значи дека лидерот на македонските социјалдемократи, иако се уште не е избран за нов председател на македонска влада, утре во Брисел ќе биде представен како таков, јавува дописникот на МИА. Покрај премиерите на Србија Александар Вучич, на Црна Гора Душко Марковиќ, Еди Рама на Албанија, Иса Мустафа на Косово и Денис Звиздич на Босна и Херцеговина, Зоран Заев ќе представува Република Македонија на неформалната вечера што ќе се одржи во зградата во Брисел. Инаку претходно, портпаролката на Могерини Маја Коцијанчич, најавувајќи ја утрешната неформална вечера на премиерите на 6 балкански држави со Федерика Могерини, истакна дека целта е да се разговара за состојбата во регионот во врска со последните случувања, како и да се погледне како сите заедно може да се движат напред. Делувањето на некои македонски опозиционери со поддршка добиена надвор од земјата создадоа закана за државноста на таа земја, изјави денеска рускиот министар за надворешни работи Сергеј Лавров. Ја разгледавме состојбата во Македонија која предизвикува вознемиреност, рече Лавров по средбата во Москва со шефот на хрватската дипломатија Давор Иво Штиер. Тој подвлече дека Москва смета дека кризата во Македонија може да се реши единствено во рамки на уставот на земјата. Како што кажавме, во посета на Москва и председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов, кој утре треба да се сретне со председателот на Руската Федерација Владимир Путин. Деветмината обвинети за насилство во собранието во четвртокот од 27 април добија условни казни. Прво обвинетиот Димче Христовски, викан на Жабата, помина со 1 година и 6 месеци условен затвор, доколку во следните 5 години не го повтори делото. За останатите осумнина судот донесе исто така пресуда со условни казни од 6 месеци затвор, ако во следните 5 години и 5 месеци не го направат кривичното дело. Сите обвинети пред судијката Милка Ангелевска Василевска признаа дека се виновни за делото учество во толпа која ќе спречи службено лице во вршење службена должност. Единствено Ангеле Зафировски Батегале, облечен во јакна со ликот на Сашо Мијалков, во првичниот исказ кажа дека не се чувствува виновен, но откако сите останати го признаа делото и тој го промени мислењето. Изјави дека никогаш повеќе нема да направи такво нешто и оти живее за Македонија. Обвинетите сите беа свесни дека со самото присуство го извршува кривично дело, тоа има широк диапазон на опфат, така да секој присутен можеше да устори во делот. Тие беа завадени од толпата, не сака никој да го оштети, да го повредат, има довлез да го призна кривично дело, што е за поздравување за целата јавност. Испадна фер луѓето си признаа вината и затоа беше санкцијата условна, што сите прифатија едногласно. Со оглед на фактот што обвинетите ја признаа вината, значи истите добија и соодветна алтернативна мерка, тоа беше условна осуда. Така да голем дел од оштетените значи не побараа приклучок кон кривичниот прогон на обвинителството и не побараа значи имотно правно побарување, односно се откажаа од штета, се откажаа. Судиката од Скопска единица Лидија Петровска ги прифати доказите на специјалното јавно обвинителство за случајот Тврдина 2. Дел од овие докази беа декласифицирани од УБК, па сега во процесот против поранешниот началник на петтата управа на Управата за безбедност Горан Груевски и уште 6 вработени во истата управа ќе можат да се користат како официјални докази. Оваа група според обвинителството е обвинета дека уништила 2047 службени списи, од кои 22 се однесуваат на системите за следење на комуникациите. Обвинетите пак во своја одбрана рекоа дека не се чувствуваат виновни за делото. Денеска судиката Петровска ја одложи главната расправа за 3 јули, бидејќи не е повикан ниту еден од сведоците.
Земјоделците ги добиваат субвенциите. Исплатена е за останатата финансиска поддршка за 2015 година во износ од скоро 1 милион евра. Во тек е плаќањето на парите и за 2016 кои треба да легнат на сметките на земјоделците најдоцна до крајот на јуни, велат надлежните. Остромишкиот регион опфатени се градинарите. Започнувајќи од сточарство, млекарство и продолжувајќи со лозарство, овоштарство, поледелство и сега на крајот градинарство. Единствено што не е во наши раце, а се однесува на исплатата е исплата на субвенциите за откупен тутун, при што 1.509 милиони се изготвени списоци и доставени до УЈП за контрола во врска со должници спрема државата. До УЈП ги доставивме во електронски печатена верзија, чекаме само одговор кои од тие 24.000 земјоделски стопанства кои што се наоѓаат на списоците се должници спрема државата, а кои не. Сите оние кои што не се, во експресен рок ќе бидат вратени и истите ќе бидат подпишани како налог за исплата до трезор. А денеска во Струмица се одржа јавна трибина на тема граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност, наменета за идните средношколци, кои може оваа програма да изучуваат во Средното општинско училиште Никола Карев, како едно од 5 пилот училишта во кои ќе се имплементира проектот во Македонија. Со проектот целиме да го зајакнеме образованието за клима и енергетска ефикасност. Ова е поттикнато од европските договори, глобалните договори кои се случуваат за да се лимитира емисиите на стакленички гасови, односно емисиите на еглерод диоксид, кои што произлегуваат од искористувањето на фосилните горива. Во Македонија ние главно сме на јаглен и тоа е едно гориво кое што предизвикува огромно количество на енергија. Потребата за овој проект изникна од потребата на приватниот сектор. Значи има еден огромен недостаток на средни стручни профили, значи на стручни профили кои што се потребни за да може да ги имплементираат тие мерки за енергетска ефикасност или мерки за поттикнување на обновливи извори на енергија. Значи се соочуваме со една, да речеме, градежна експанзија и новите згради треба да бидат според правилникот за енергетски карактеристики на згради, кој што е преведен од директивата за енергетска ефикасност во Европската унија. И со овој проект ние сакаме да ги поттикнеме младите да знаат дека има огромна побарувачка на пазарот на труд, значи кај фирмите за таков кадар и да се запишат на средните стручни училишта. Конкретно тука ја представивме програмата за слободни часови во Средното училиште Никола Карев во Струмица. Инаку овој проект се одвива во други 4 општини. И со таа програма, значи сакаме да ги поттикнеме учениците во трета година веќе да се заинтересираат да изучуваат и да се запознаат со потребите на пазарот на труда, поради програмата изобилува со една практична работа и работа со фирми. Средното општинско училиште Никола Карев веќе има искуство во спроведување на вакви програми за обука на учениците од областа на енергетската ефикасност. Во четврта година имавме факултативен предмет енергетска ефикасност, кој што веќе 2 години го спроведуваме и сега беше целта да го воведеме во трета година, кај што ќе има прилика и 4-годишното и 3-годишното образование да се вклучат во тој образовен процес. Не е само желба, значи изучувањето на енергетската ефикасност, туку е нужност и потреба. Нашата држава е подписник на договорите од Киото 2002 година ЕУ 2020, каде што мора, значи, да се направат измени во потрошувачката енергија, во емисијата на штетните гасови. Со неисполнувањето на тие конвенции следуваат казнени пенали за државата, кои што ќе се одрази на сите нас како општество. Поради тоа е нужноста за воведување на ваква настава во училиштето со запознавање на учениците со енергетската ефикасност и спроведување на истата за исполнување на тие договори. А во чест на утрешниот празник на просветителите Свети Кирил и Методи, младите ентузијасти од Радовиш организираа вечер театарска представа насловена Радовишки маабети. По повод, како што кажавте и вие, чествувањето на големите светители Кирил и Методи и денот на просветните работници, младите ентузијасти од Радовиш повторно на сцена со театарската представа Радовишки лав маабет 2. Значи, се водевме од мотото и како достојни следбеници на големиот Крсто Петков Мисирков, дека дијалектите се богатство на еден јазик и дека оној народ кој има многу дијалекти е и богат. Ние повторно наставивме со радовишки дијалект на сцената, а исто така мислам дека нема поубаво одбележување на празникот на учителот, на просветниот работник,
отколку да се види трудот и работата која е производ на овие млади деца, наши ученици, кои се излегни и од клупите на Крсте Петков Мисирков, и од клупите на Никола Карев, а потоа продолжуваат во нашата гимназија. Значи, бенефитот од оваа представа е повеќе наменски. Тоа што е важно дека сите вечерва кои ќе дојдат на представата ќе можат да уживаат и изворно да го слушнат радовишкиот дијалект како звучи од устата на младите генерации, а преточен во една театарска представа. Нашата представа Радовишки мојабет содржи 3 сцени, од кои првата сцена го опишува животот на луѓето како во Кондружискиот занет во 76 година. Втората сцена се сочинува од семеен ручек, всушност еден обичен семеен разговор класичен разговор во 75 година во семејството, а третата сцена се сочинува од закрувањето на лозјето по повод Свети Трифон, значи која се уште таа традиција трае и се надевам дека ќе утрае уште повеќе и подолго. Стануваме во Радовиш. Таму детската градинка Ацо Караманов се подготвува за завршна приредба и одбележување 40 годишен јубилеј од нивното постоење. Дечињата активно се подготвуваат за приредбата. Годинава ќе се сликаат и за табло, а ќе добијат и диплома за завршено предучилишно воспитување. Под мотото "Мојот свет е најубав цвет", детската градинка Ацо Караманов од Радовиш се подготвува за завршната приредба која ќе се одржи во петок на 26 мај. Како што истакна директорката Љупка Тренчева, дечињата активно се подготвуваат за предстојната приредба, а воедно тие оваа година ќе одбележат и 40 години постоење од нивната установа. Токму така, ние оваа година славиме 40 години постоење активно се подготвуваме со музички сценски настап да ги поздравиме нашите 30 гости кои што ќе бидат дел од нашата забава, на нашата манифестација, која оваа година ќе биде под мотото "Мојот свет е најубав цвет". Директорката истакна дека со подготовките за завршната приредба почнале уште во февруари, а се подготвуваат и за одбележување на патрониот празник на кој со музичко-сценски настап ќе се представат 11 воспитни групи. Подготовките ние ги започнавме уште од февруари месец. Воспитувачките знаеа со кои музички точки ќе настапат, согласно со мотото со кое ќе се представиме. Исто така за кореографијата беа задолжени, а овде сакам да изразам благодарност за родителите кои што учествуваат во финансискиот дел за гардеробата со која ќе настапат нивните дечиња. Исто така сакам да кажам дека оваа година нашите мини матуранти, како што јас умеам да ги наречам, ќе бидат сликани како за на табло, ќе добијат дипломи за завршно предучилишно воспитување. Како новина таа истакна дека градинката објави брошура по повод нивниот јубилеј, која е од големо значење за нив како установа и ги содржи сите информации за истата. Во моментов тие се подготвуваат за прием на нови дечиња во градинката, како и за испраќање на идните првачиња. Во рамки на 80-тото одбележување на музички моменти во Гевгелија, гевгеличани има можност да уживаат во рециталот на професор Марија Муратовска-Наумовска сопран и професор Елена Атанасовска-Ивановска на пијано. Во рамки на манифестацијата Музички моменти 2017, од која годинава се одбележуваат 18 години, во Гевгелија се одржа рецитал на професор Марија Муратовска-Наумовска сопран и професор Елена Атанасовска-Ивановска на пијано. Гевгеличани беа почестени и уживаа во италијанските композиции на двете уметници. Ке се представам, значи, со една многу убава програма. Размислував со што би почнала на таа турнеја. Секако да бидат различити програми. За Гевгелија ја одбрав италијанската музика, односно белканто пеењето, значи композитори кои што живееле во исто време, а како делувале, значи нивниот сензибилитет, нивната техника на компонирање, однос кон гласот
и така натаму. Значи ќе бидат застапени композиции од Гаетано Доницети, Винченцо Белини и Франческо Паоло Тости. Сопранот Марија Муратовска-Наумовска изведе бисери од вокалната уметност, композиции кои сега да се пеат на големи фестивали како и сцени. Целата програма беше восприемчива, класична и предизвик за секој пеач и слушател. Следниот концерт ќе биде во Кавадарци, каде што ќе се представи со песни од романтизмот, а кумановчани пак имаат можност да уживаат во руските и чешките композиции кои ќе бидат на незиниот репертоар. А светот денеска тагува со Манчестер, каде што синоќа на концерт во самоубиствен напад загина најмалку 22 лица. Телеграми со сочувство испратија сите светски државници, председателот на САД Доналд Трамп, германската канцеларка Ангела Меркел, германскиот министер за надворешни работи, канадскиот премиер Жастин Трудо. Кон телеграмите со сочувство упати и македонскиот председател Ѓорге Иванов. Одговорноста за нападот ја презеде Исламска држава. Следуваат вестите од светот. 22 лица загина, околу 50 се повредени во најмалку една експлозија која одекна на концерт на американската пејачка Ариана Гранде во Манчестер, јави NBC News повикувајќи се на полициски извори. Британската премиерка Тереза Меј соопшти дека свикува за во 9 часот по локално време во Лондон вонредна седница на владината комисија Кобра поради синоќешната експлозија во Манчестер. Инцидентот таа го нарече ужасен терористички чин и истакна дека нејзините мисли се со повредените и со семејствата на сите жртви. Ние работиме на тоа да ги утврдиме сите детали од инцидентот, истакна Меј. Полицијата засега претпоставува дека станува збор за 2 детонации, но се уште не се знае причината за експлозиите. Најмалку една експлозија одекна по завршувањето на концертот на Ариана Гранде, пошто илјадници лица во паника почнаа да го напуштаат настанот. На Твитер се поставени видеа во кои се гледа како фанови бегаат и врескаат. Според зборовите на очевидци, повеќето гледачи меѓу 20.000-ната публика биле деца и адолесценти со оглед на тоа дека 23-годишната американска пејачка е идол на многу млади луѓе. Нејзиниот портпарол соопшти дека таа не е повредена. Скршена сум, жалам од дното на душата за тоа што се случи. Едноставно немам зборови, напиша таа на Твитер. Грчките власти запленија банкарски сметки и недвижен имот на поранешниот министер за одбрана на Социјалистичката партија ПАСОК Јанос Пападониу. Тоа се случило на барање на обвинителството кое се занимава со корупцијски дела. Осем банкарски сметки, властите на поранешниот министер му заплениле и куќа во атинскиот кварт Кефисија и неговата канцеларија во центарот на Атина. Властите водат истрага за утврдување на тоа дали имало случаи на подметување и перење пари при склучување сделки за оружје, додека тој беше министер за одбрана. Од Швајцарија пак се побарани податоци за 2 банкарски сметки на Пападониу и една осигурителна полиса на негово име. Ова е втор случај за корупција со поранешен министер за одбрана на Грција. Претходно за корупција и перење пари беше осуден Акис Цохадзополус, исто така од ПАСОК. Венецуелскиот опозицијски пратеник Педро Луис Кастилјо денеска соопшти дека демонстрантите во западниот дел на земјата ја запалиле куќата во која како дете живеел Уго Чавес, како и неколку владини згради. Пратеникот Кастилјо тврди дека куќата на Чавес во Баринас била запалена вчера попладне. Како што наведе, запалени се и неколку згради, меѓу кои и таа каде се наоѓаат канцелариите на Националниот изборен совет. Американските медиуми потсетуваат дека претходно во текот на денот најмалку едно лице го загуби животот во текот на протестот во Баринас. Во последните 2 месеца во Венецуела илјадници граѓани демонстрираат против владата на претседателот Николас Мадуро и бараат нови избори. Поранешниот советник на американскиот претседател Доналд Трамп за национална безбедност Майкл Флин во текот на сенатската истрага за неговите врски со Русија ќе се повика на 5-тиот амандман на уставот на САД кој му го гарантира правото на молчење за да се заштити од обвинувањата за прекршување на законите, јави американските медиуми повикувајќи се на анонимни извори. Според истите извори, повикувајќи се на 5-тиот амандман, Флин ќе одбие на комисијата за разузнавање на Сенатот да ги достави документите кои таа
САД ги бара од него во рамки на истрагата за мешањето на Русија во ланските претседателски избори во САД. Медиумите наведуваат дека Сенатската комисија за ваквата одлука на Флин ќе биде писмено информирана во текот на денов. Комисијата бараше информации од Флин во врска со неговото патување во Москва во 2015 година, каде меѓу другото бил на вечера и со рускиот претседател Владимир Путин, како и за разговорите што ги имал со амбасадорот на Русија во Вашингтон во јануари годинава. Поштовани, тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.